Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание. Автомобилската индустрија е една од највибрантните во целиот свет, а доказ за тоа е и новиот светски број 1 според цените на акциите. Тоа е американската Тесла. Но, пред да откриеме колку чини сега Тесла во однос на другите автомобилски производители, ве покануваме заедно да се прошетаме до Њујорк, каде започна Њујоршкиот мотор шоу. Се разбира дека таму главна улога имаат моделите кои се наменети за американскиот пазар, а според содржината на Њујоршкиот мотор шоу имате разлог повеќе да останете заедно со нас. Настапувајќи се похрабро, луксузната дивизија на Hyundai за Америка представи концепт кој треба да прерасне во еден од идните нови модели. Во моментов Genesis нуди две лимузини со план до 2020 година да ја прошири гамата со уште еден седан, спортско купе и два кросовера. Токму еден од нив е годинешниот концепт GV80, кој освен каросериската определба го најавува и присуството на алтернативниот погон. Далекусежно мислејќи, корејските инженери се одлучија за горивни келии кои за производство на струја за задвижување на возилото користат водород. Јавноста сепак повеќе ја интересира фактот дека Genesis GV80 е дело на Лук Донкер-Волке, кој практично до вчера беше прв дизајнер на Volkswagen групата. Тој го насочи дизајнот на моделот во футуристички води, што е и сосема логично. Масивната маска, веќе видена кај останатите модели на Genesis, го истакнува предниот дел заедно со ласерските светла. За внатрешноста се забележува дека е далеко од сериската комерцијализација, што посочува на иден компромис во поглед на погонската група. Кога тоа ќе се случи, не е познато. За време на салонот на автомобилите во Женева, Honda најави дека ќе представи две нови изведби на моделот Clarity. Сега во Њујорк го исполни ветедното. На листата премиери се најдоа и плагин хибридната и електричната верзија на овој футуристички модел. Лансиран како прв големосеријски водороден автомобил од оваа марка, Clarity започна да се продава во декември минатата година. Како и што се очекуваше, почетните резултати се повеќе од скромни. За 4 месеци купувачи најдоа само 100 примероци од него. Причината не е само во цената од $60,000, туку и во расположливоста. Clarity може да се купи само кај 12 посебно авторизирани дилери на Honda од Калифорнија и никаде на друго место. Сомничавоста кон се уште недокажаната технологија и недостатокот на станици за полнење водород да не ги споменуваме. Затоа и сосема логично беше да му се придружат и верзиите на хибриден и електричен погон. За првата оправдано се очекува да биде најпродавана во новоформираното семејство на Clarity. Хибридната погонска група, чија основа е 1,5 литарски бензинец, располага со комбинирани 181 коњска сила. После 2,5 часа полнење на 240 волти, батериите од 17 киловат-часа ќе му обезбедат електрична автономија од 68 километри. Во продажба ќе се најде при крајот на годинава по цена која официјално не се споменува. Неофицијално таа ќе се движи околу $35,000. Во големото јаболко Бјуик ја представи идната генерација на големиот и не така популарен кросовер Енклаве. Дизајнот му инспириран од најновите концепти на марката, пред се од пргавиот Авенир. Тридимензионалната маска прави да биде поамерикански од останатите кросовери на Бјуик, кои место во Америка се произведуваат во Кореја и Кина.
Прогресивноста на линиите го насочува впечатокот кон поуспешниот продажнен резултат, далеку подобри од сегашните 50 до 60.000 примероци годишно. Како поддршка на ваквите амбиции, од Бјуик наведуваат и дека квалитетот на изработката значително е подобрен. Иако и досега беше голем, енклаве во новата генерација порасна уште малку, достигнувајќи 5,2 метри во должина. Од друга страна пак тежината му е намалена за 166 килограми. Раскошното меѓуоскино растојание од 3 метри и 7 сантиметри гарантира многу простор за 7 патници. Позициониран на врвот од гамата на оваа марка, тој за нив обезбедува и соодветно ниво на комфор кое граничи со луксуз. Да ги споменеме загревањето на првите два реда седишта, трозонскиот клима уред, Bose аудио системот и слично. Побогатите нивоа на опрема ќе имаат и амбиентална камера, адаптивен темпомат, електрично отворање на багажникот и други трендовски додатоци. За погон е избран 3,6 литарскиот V6 бензинец со 302 конски сили во комбинација со 9 степен автоматски менувач. Погонот на сите тркала, како и досега, ќе се нуди како опција, а други мотори воопшто не се најавени. Првата генерација на Бјуик Енклаве издржа на пазарот цели 10 години. Новата ќе започне да се продава на есен, кога ќе бидат објавени и цените. За овој модел од Бјуик се надеваат дека ќе ги врати во игра меѓу големите имиња во овој сегмент. Изгледа како нормален автомобил, ама всушност е олицетворение на демонот. Што и да кажеме за Challenger SRT Demon, ке сгрешиме. Всушност, грешка е и самата помисла на него во овие постпразнични денови. Затоа тивко и навидум без многу галама ќе ви го представиме, исто како што тоа го стори Dodge на салонот на автомобилите во Њујорк. За да сепак нема изненадување, ќе ви кажеме дека клучниот збор од претходната реченица е навидум. И тоа само заради фактот што во овој Challenger се криеше запирка 2-литарски V8 мотор навиен на, држете се добро, дури 840 конски сили. Тие ќе го искатапултираат до американските стандарди 96 км на час, повторно држете се добро, за само 2,3 секунди. Плюс на тоа, четвртина милја поминува за 9,65 секунди со излезна брзина од 225 км на час. Тогашна виделина излегува вистината која ќе ве принуди да заборавите на Bugatti Chiron, бидејќи американскиот демон забрзува најбрзо на светот. За да нема никакви дилеми, сите овие бројки во кои на конкуренцијата е тешко да поверува, официјално се потврдени на една тркачка патека во Калифорнија. Максималната брзина никој не му ја знае, но таа во овој случај не е ни битна. Побитно е тоа дека овој модел веќе влезе во Гинисовата книга на рекорди заради бруталното подигнување на предните тркала во воздух при забрзувањето на висина од 89 сантиметри. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Може би погрешно ги протолкувавме најавите на шефот на марката Майк Менли од пред некоја година, но сепак тоа не е ни битно. Jeep Grand Cherokee во Њујорк конечно осамна во својата ултимативна Trackhawk верзија. И мора да признаеме дека навистина е исклучителна. Најмногу заради тоа што зад сугестивната ознака се крие 6,2-литарски компресорски Hellcat мотор. Оние што го познаваат ке му симнат капа и ке му се поклонат, бидејќи обезбедува екстремни 707 конски сили. Со нив големиот теренет заради погонот на сите тркала е побрз од Dodge Challenger и Charger со истиот V8 агрегат. Потврдено со бројки, тоа значи дека овој монструм забрзува до 96 км на час за лути 3,5 секунди.
Американската мерка за перформансите, забрзувањето до 400 метри, кај него трае 11,6 секунди. После нив, овој теренец јуриша со 187 км на час, а ако продолжи, ке стигне дури до 289 км на час. Ако пак се обиде да запре од 96 км на час, ке му требаат 35 метри. Тоа е благодарение на жолтите 6-клипни Brembo клешти и дисковите големи колкутепсија. Покрај ова, джип Grand Cherokee Trackhawk може да се пофали и со капацитетот за влечење приколка тешка скоро 3,3 тони. Модификуваната 8-степена трансмисија, која за 160 милисекунди ги менува степените на пренос, нема никаков проблем со тоа. Од визуелна перспектива, тешко е да се разликува Trackhawk изданието на Grand Cherokee од познатата SRT верзија. Изненадувачкиот чекор на Jeep некои го толкуваат дека неговите креатори едноставно се посветиле само на перформансите, а не и на изведбата. Други пак се малку позлобни и кажуваат дека им снемало време, алудирајќи на фактот што предолго се чекаше на оваа негова варијанта. Како и да е, разликата ќе ја препознаат само добрите познавачи. Ним 4 издувни цевки и отворите за воздух за ладење на моторот и маслото, таму каде обично се светлата замагла, нема да им се протнат низ погледот. И купувачите секако, кои за него од четвртиот квартал годинава ќе мора да избројат $85,000. Колку за споредба, тоа е за 18,000 повеќе од SRT верзијата со 475 конски сили. Како сатисфакција, додека возат ке гледаат и во брзинометарот гравиран до 200 мили на час. Се разбира дека прикажаните новитети не се единствени кои блеснаа во Њујорк. Во следниот блок ќе издвоиме време исто така за Lincoln Navigator, потоа за новата студија на Toyota наменета за младите луѓе, како и седан изведбата на Kia Rio. Но на самиот почеток на емисијата рековме дека Тесла стана број 1 според вредноста на акциите на компанијата. Видете во следниот прилог колку чини Тесла и сами проценете дали е тоа напумпана или реална цена. Како со троскок, акциите на Тесла порасна и според вредноста оваа компанија го надмина најголемиот американски производител на возила General Motors. За љубителите на бројките тоа значи дека Тесла вреди $51,5 милиарди, а за 1,3 милиарди повеќе од General Motors. Причините за ваквиот пораст, кој се случува само една недела откако Тесла според вредноста го надмина и Форд, се мешани. Инвеститорите и понатаму се под влијанието на американските воздушни напади на Сирија, а на берзата влијае и неизвестната председателска трка во Франција. Обично во вакви услови брокерите заземаат дефанзивен став. Зголемените геополитички ризици во голема мерка ја загрозуваат довербата во стабилноста на иднината. Но кога Елон Маск и Тесла се во прашање, правила едноставно нема. Акциите на оваа компанија од декември пораснаа за 70%, а од 2013-та за скоро 4 пати. Сите се сложуваат дека се преценети, ама така мислеа и досега. Тесла лани продаде 84,000 возила, а некогаш најголемиот светски производител на возила General Motors 10 милиони. И официјално Lincoln ја представи својата генерација на луксузниот теренец Навигатор. Дизајнот скоро во целост е инспириран од минатогодишниот концепт кој воодушевуваше со големите единечни врати што се отвораа нагоре. Нив секако ги нема на серискиот модел која зачува алуминиумската каросерија. Палетата мотори ќе ја предводи 3,5-литарскиот EcoBoost со 450 коњи на кој му е доделена 10-степена автоматика.
Замислен не само да му конкурира на Cadillac Escalade, туку и да го надмине, Lincoln Navigator во себе го има собрано сиот раскош што еден автомобилски ум може да го замисли. Има 3 реда седишта, од кои предните се загревани, ладени и се подесуваат во 30 насоки. На патниците назад на располагање им е засебен инфозабавен систем кој вклучува и 2 10-инчни екрани. Бежичната Wi-Fi мрежа може да биде на располагање на сите, а на оние со празни телефони индукциско полнење на нивните батерии. Присуството на такви нешта, како камерата од 360 степени, адаптибилниот темпомат или head-up дисплеот за ваква категорија возила не треба ни да се споменува. Цената на новиот Lincoln Navigator во овој момент не е позната. Кога се појави во 1960 година, оригиналниот Land Cruiser ја дефинираше иднината на Toyota. Со текот на децениите од него се изродија многу генерации и варијанти, но тој беше и остана ненадмината инспирација. Со најновиот концепт повторно исплива од меморијата на минатото, овој пат во малку ексцентрично пакување. Наменет претежно за привлекување на вниманието на помладите, Toyota со овој концепт со ознака FT4X истражува сосема нови идеи. Базирана е на истата платформа како и CHR, но со должината од 4,25 метри малку е пократок од него. Креиран е во дизајн центарот на Toyota во Калифорнија, чие влијание јасно се забележува. Тешко е да се каже дали коцкастата каросерија е убава или не. Сепак, колку и да е чудна, мора да признаеме дека на некој груб, но шармантен начин е привлечна. Деталите на неа дури и дрско се обработени, а големите вертикални стакла на задниот дел се отстранливи. Тие се само една од мистериозните функционалности кои неговите творци стилно ги истакнуваат. Меѓу другото, треба да се споменат наслонот за раце со USB порт, вреќата за спиење меѓу предните седишта и ретровизорот со интегрирана GoPro камера. Дводелната задна врата која буди носталгични спомени може да се отвори и целата нагоре. Моторот му е дволитарски со 144 конски сили и спарен со CVT менувач, а погонот на сите 4 тркала. Зошто нема никаква футуристичка погонска група не треба да чуди. Иако интригира, овој концепт на Toyota сепак е премногу смел за да има дефинирана иднина. Но некои решенија од него со сигурност ќе го најдат својот пат до сериското производство. Во Европа познато од есенва, малиот Рио дури сега им се представи на американците, но за да не се чувствуваат запоставени, Kia им ја понуди и неговата седан верзија. Иако интересна и за земји како нашата, таа сепак нема да стигне до Европа. Долга е скоро 4,4 метри, што е за добри 30 на сантиметри повеќе од хеджбекот. Корист од сето тоа има само багажникот, кој нарасна на неубедливи 388 литри. Меѓускиното растојание од 2,58 метри остана исто, што значи дека и просторот во внатрешноста е идентичен како и кај хеджбекот. Но затоа содржината е различна, барем во споредба со европската верзија. Од Kia како стандардни ги истакнуваат 6 воздушни перници, помошта при тргнување на нагорнини и системот за динамичка контрола на возилото. Во зависност од пакетот опрема, некои купувачи ќе се радуваат и на задната камера, аудиосистемот со гласовни команди, сателитското радио и други за американците привлечни додатоци. Kia Rio преку Атлантикот ќе се нуди само со еден мотор со зафатнина од 1,6 литри и 130 конски сили, кој може да биде спарен и со автоматски менувач. Цените и почетокот на продажбата не се објавени.
Толку од Соединетите Американски држави што се однесува до ова издание на Автомагазина, ние се враќаме во добрата стара Европа. Тука италијанската полиција доби нов Lamborghini Huracan кој ќе го употребува не само во бркање на брзите возачи. Исто така Mazda ни го представи новиот CX-5, а Volvo прославува 90 години од своето постоење. Иако Lamborghini прави и облека и мебел, сепак во гените му се автомобилите и тоа оние брзите. А сите добро знаеме дека италијанците се љубители на брзината, дури и повеќе од колку што треба. Затоа и полицијата таму мора да биде побрза од сите. А тоа може да го стори само на еден начин, ако во својата ергела има нешто како што е Huracan. Не е прв пат моделите на Lamborghini да облекуваат полициска униформа. Како и претходниците, и овој службеник на редот и поредокот е вистински полицаец од глава до петици. Скоро идентичен, од останатите модели на Huracan се разликува по специјалната полициска опрема, како и другите патролни автомобили. Брзите возачи ќе мора да сметаат на неговото присуство на автопатиштата во близината на Болоња. Од порано, еден сличен примерок на Huracan веќе беше во промет во околината на Рим. Освен за полициска работа, и двата се користат и за медицински потреби, најчесто за превоз на органи за трансплантација. Токму заради тоа во предниот дел е вградена разладна комора. Како и серискиот модел, така и полициско-медицинскиот Huracan има V10 мотор со 610 конски сили, кој ги задвижува сите 4 тркала. Колку ќе биде побрз од непослушните возачи, зависи исклучиво од службеникот кој е на смена за неговиот управувач. После само 5 години на пазарот, Mazda ја представи втората генерација на CX-5. Вака краткото време е резултат на новите предизвикувачи во сегментот. Иако важеше за напреден модел, CX-5 мораше да се подготви да ги издржи се поагресивните нивни напади. Затоа и силуетата сега му е повитка, а благодарение на помалата висина и поспортска. Должината останата скоро иста со мали корекции на пропорциите. Поклопецот на моторот е подолг, а ветробранското стакло поместено наназад. Потенките светла даваат помодерен изглед кој сепак премногу е сличен на досегашниот. Но заради 700 дизајнерски и технички доработки, Mazda CX-5 со право може да се нарече нов модел. Внатрешноста е филигрански доработена и побогато, дури и отмено опремена. Со тоа се оправдува и разликата во цената, посебно кај поскапите верзии. Амбиентот се чини познат, но брзо станува јасно дека многу што во него е различно. Кокпитот е поставен пониско, инструментите се покомплетни, а новиот управувач поубедлив. Јапонците велат дека и возењето е потевко и поудобно. Боите на интериерот се потопли, а материјалите пофини на начин со кој одаваат впечаток за квалитет и темелност во обработката. Измени има и на централната конзола, на која рачката од менувачот е повисоко поставена. Најмали промени има во механиката, каде владее Sky Active волшебството. Моторната понуда и понатаму ја сочинуваат 2-литарскиот бензинец со 165 и 2,2-литарскиот дизел со 150 и 175 конски сили. G-Vectoring електрониката ќе ја контролира нивната пргавост, а ситни, но битни технички доработки има и на подвозието. Основните верзии имаат погон само на предните тркала, а 6-степената автоматика може да се добие скоро во секоја комбинација. Пред точно 9 децении од фабричките хали на Volvo во Гетеборг излезе првиот автомобил. Имаше дрвена шасија, платнен покрив и рустикален мотор со 4 цилиндри. Неговите 28 конски сили беа доволни за нешто повеќе од 90 км на час.
Веднаш се прочу со својот квалитет, но заради отворената каросерија во студената Шведска, за него се одлучија само 275 купувачи. Затоа пак веќе наредниот модел кој се појави 2 години подоцна беше вистински погодок. Американски инспирираниот дизајн и 6-цилиндричниот мотор беа токму тоа што богатите швеѓани го сакаа. Се произведуваше 8 години, време за кое во Волво сватија дека треба да направат и поевтин автомобил. Втората светска војна ги одложи, но не ги спречи плановите и при нејзиниот крај се појави моделот PV444. Него можеа да си го дозволат голем број шведски семејства и побарувачката беше далеку поголема од производството. Сепак се најдоа сили и за извоз. Првите примероци беа испратени во Калифорнија, каде за 2 години Волво стана втората најпродавана увозна марка. Темелите на историјата беа поставени. Годините течеа, новите модели се појавуваа, а вкусовите на купувачите менуваа. Но едно остана исто – посветеноста на Волво да ги прави автомобилите најдобри што може. И најбезбедни секако. Пред новиот XC60, кој започна да се произведува на 90-тиот роден ден на својот далечен предок, предстои уште една задача – да го одбележи почетокот на владењето на електрификацијата и автономните способности на возилата. Во своето 90-годишно постоење Волво помина низ повеќе бурни периоди. Еден од нив го помина пред неполни 7 години, кога стана собственост на кинеската компанија Гили. Но тоа не беше пречка Волво да продолжи по својата патека и да остане синоним во премиум сегментот за рационален дизајн проткаен со скандинавски елементи. Оваа бурна фаза Волво ја продолжува со нов суббренд кој допрва треба да се пробие на европскиот пазар. Бурен период престои и во следната недела што се однесува до автомобилската индустрија. Затоа ви закажуваме нова средба за 7 дена на истото место и на истата фреквенција. До тогаш бидете во добро расположение и се разбира во добро здравје. До гледање.